Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е, па не викам што не сме направиле во овие победни зборови. Што не сме си кажала? Да, све сме си кажале, ама гарант ќе излезе и нешто што треба да си докажеме. Но во секој случај ќе си кажеме и денеска со нашите гости интересни разговори, па и ќе си пропееме, па и ќе изиграме некоја игра. Впрочем, како и секоја попладне на телевизија Телма, заедно со Ката и со Ненад во Никој како. Така е. Никој како Александра и Мита. Ова попладна. Александра Јанева. Ке кажеме што се случи со така. И Мита Стоилков здраво жива. Добре ни дојдовте. Домовајцата од Струмица и тоа сега го откри колешка овде, да. Иначе ние не знаевме, да. Некако случајно се поклопуваат работите со комбинациите на гости и секогаш некаква дали место, дали работа, нешто ги поврзува. Да, и навистина ни е драго затоа што можеме нели да се најдеме во некој од разговорите и му обидеме. Да. Чекам. Знам зашто чекате да кажете, знам. Значи кој е всушност твоето второ име? Моето второ име, што е кажано 50 пати на други гостувања е Андријана Јанеска. Андријана Знам Јанеска дека те е ненамерна грешка, не ми смета, меѓутоа ми е многу интересно и затоа пред да почнеме викаш каже Александра и му викам само немој Андријана да кажеш зашто тоа се случува нон-стоп. Како изреагира првиот пат кога ти кажа Андријана Јанеска? Па онака бе вобунило, се викам добро Андријана. Па, може би се ова врзано со Јанева, нели? Па времево не ми се поклопува, Јана пееше поодамна, јас сега. Да. Ама ај си викам, па, од друга страна е комплимент. Така е. Со толку успешен пеач и инструменталист и сега те споредуваат. Јас мислам дека не е единствена, бидејќи мене исто ми се случај во нижото музичко школа, кај што требаше си го најдам своето име на лист. Бев Димитар Стоилковски, така да... Значи Димитар и Андријана. Овој Мите не може да се вика Мите, сигурно е Димитар, па Мите го вика. Да. Скратено. Да. Александра, имаш кратки имиња? Имам многу. Сандра, како? Аци, Сани, Але, Аля. Брат ми ме викаше Аля, цело детство Аля. Аля? Да. Тоа се некои струмички примеси. Со струмички примеси. Се луташ, ама он кога дозна дека му се лутиш, гарант уште повеќе. Да, како не, уште 10 години плюс. А кој ти остана, да речеме, како второ? Алекс? Како Алекс, да, Алекс, Алек, Але и Аци. Аци. Оние што ни се најблиски, многу често знаат да ми кажат Аци. Да. Од Струмица сите имате таква некоја видоизменување на... Па, од моето пократко не може да биде. Те решиле умро. Пробувале, ама ајде подобро Мите ќе го ставиме, да нема кратенки. После долгите измислуваат. Тоа е, немаш да погодиш. Димитрие. Да. Ти си во Скопје стациониран? Во Скопје, да. Од кога? Па, веќе 29 години. Ти не ни кажи дека само потерно потекло Струмичко, инаку си живеам. А јас живеам сум порасната струмиченка. Добро, кога дојдете во Скопје? Дојдов на 18. Па добро, се запишав на факултет, ама ете последниве 4 години сум со стално место на живење тука. Со адреса во лична карта? Па уште не сум ја сменила адресата, ама ќе биде и тоа. Да. Ке треба кога ќе дојде таму градинка нешто така. Потреба ни. Да. Од минатиот пат кога ни беше во ова Никој како, имаш нешто многу закажувања, значи тогаш кажавме Малдиви. Да. Минатиот пат да не беше мажена, сега е мажена, следниот пат со дете ќе дојде. Следниот пат ќе има сменето адреса. Мислам, алудирам нешто, пошто после еден месец, не знам колку работеле на случајот, ама види, природно е. Ајде се договориме да видиме за колку години само треба да дојде. За години
Ајде. Тоа не се плади. Баш ово ме подсетивте дека не сум била повеќе од 7-8 месеци. Така, да, на почетокот на сезонава. Шубаво за Малдиви. Што пропушти сме за Малдиви? Да. Дефинитивно најубавото патување во мојот живот. Многу ми се допаѓа што не ја видовме само на ексклузивна страна на Малдиви, туку баш го доживеавме она авантуристичкото, како уствари природно живеат локалците и, например, многу ми беше интересно што секоја вечер излегуваа на корзо, нешто што кај нас е веќе искоренето, да. Сериозно, сите на веспи, значи мажеве, што се да кажем од 20 до 25-6 години, на веспи ги импресионираат девојките, излегуваат на корзо, вртат неколку кругови и потоа, не знам, заминуваат некаде, веројатно на некој друг ден. Чекај. Ти запишува број на веспа. Како ги импресионираат? Со што поголема веспа? Веспата. Па не знам, сите беа исти веспи, ама веројатно со брзината, со кречтањето, така нешто. Сите беа исти они на веспи. Ке ми даше за пруче. Оди познај. Стварно, тоа ми беше многу интересно. И исто морам да кажам дека имавме одлична екипа, значи сите беа млади на некоја иста возраст како мене и се уште се дружиме, еве денес ако случајно ме гледа. Па бевме 4 месечини или 5, така нешто. Денес ако ме гледа на Марија од екипата е роден ден, среќен роден ден Марија. И на сите што има роден ден денеска, и на Марија. И така, многу убави спомени. Пливав со екулите. Сите се прашуваат дали ќе го искусам тоа нешто. Добра. И како беше? Не ми беше страв, искрено, малце повеќе ми беше страв да пливам со ражи, дека нели знаевме за ражите, дека се малце така поопасни. Ама многу адреналинско искуство. Секој кој што ќе оди на Малдиви дефинитивно да проба да плива со екули. Мене нема да ме натераш да отидам. Само во Египет нека не пробувам. Тамо не му задне да се биде. Таму јадат. Добро, и релаксирано, баш онака... Многу релаксирано, да. Како за меден месец или малку си потфати некој кадар за ново спотче, за нешто... Не, си беше сама на себе. Маш ти беше од оние мажи што трчаа со мобилниот. Дека нема ни него да го тормозам и дека и јас ги уживам, што помалку сликање, снимање, значи сакав баш да уживам во медениот месец. Чекај, маца, имаше свадба? Имаше свадба. Имаше свадба, ама не на Малдиви. Уште си Јанева? Јанева Ангелова. Чекај. Ти не за имево да не ми го утнете, требаше за презимето да не го утнете. Да не се караме, од сега си Ангелова. Исто ми се случи многу интересна случка пред некој ден. Букиравме некое патување со машми и тој ги пополнуваше информациите за карти и го пополни мојата Александра Јанева. Викам, кај ти е презимето? Јас како ме дадам презимето? Ти се расправиш. И така, после требаше да се менува, ама се насмеевме сладко. Да, јас. Мите добар ли си? Одличен. Јас сум единствен од тие парови кој не отиде на Малдиви. Иако стигнав до аеродром и се поради некои икс причини не успеав да тргнам. Ете не. Поради некои документи, некои работи кои што не беа средени поради една агенција што требаше да одам. Така да можеби некој нареден пат ќе ги видам и јас екулите. За еден месец никогаш не е доцна, не мора да планирано да се оди на Малдиви, но некој нареден пат. А од кога си во брак? Од септември. Тазер, значи. Да, ние сме близко со Александра. Ни се случи се и веридбата и свадбата и се има некоја космичка. Ова не беше планирано. А ја го слушам, викам, во брак, чека, викам, може мислиш сам дека треба да оди на Малдиви. Ја прво што направив, гледам бурмата, добро, тазе чим ја носи. Јас се трудам вака да сакам, а не, свети многу свети така. Добро, значи брачен живот, Да, веќе во брачен живот. Ај малку за музикава да позборуваме, би сакале, иако нели лабаво си готираме цел разговор до крај на емисијата и со оние прашања кои што сакаме да ви ги поставиме, малку музички, што се подготвува, нели што е снимено, што треба да се промовира во оној дел професионален. Па ете, пред неколку денови промоција на мојата нова песна, поразлично од тоа што досега го имам работено. И се надевам дека публиката ќе прифати тоа што навистина го направи во овој момент и се надевам дека
Песната која е народна, не е забавна. Народна, за народна песна се работи. Пукај во мене, се вика. Пукај во мене. Има на YouTube, верувам. Ја има, Добро, веќе значи кој испромовирана. сака може да чуе од Да, тоа е нешто ново, а во меѓувреме веќе спремаме втора песна која што ќе се навратам кон поп музиката. Да. Ова ќе биде шарено кај тебе и народно и забавно ќе тираш. Првиот почеток на тоа нешто, така да. Каде се идејава во народниве води? Од после Па грам. моите почетоци се со народната музика, иако и татко ми е музичар, значи така почнав јас со народната музика и потоа се решив да продолжам со поп музиката, се до момент каде што сватив дека можам и да испромовираме на народна песна, чисто затоа што таа песна навистина ми остави голем впечаток на некој начин и затоа и едноставно се одлучив за тоа да ја испеам и да испромовирам. Во комуникација со кого си од продуценти, автори? Инако автор на музиката и на аранжманот сум јас, а текстот го пишуваше Орце Зафировски. Браво. Текстот писецот на А таа кажи ми, песна. знам дека беше во Србија, што правеше сега во период, претходниот период? Па претходниот период се спрема исто така проект кој што се работи со Александар Радуловиќ Фута. Тој е продуцент на многу познати, да кажам, пеачки на Балканот. Веќе спремаме проект кој се работи за J Tribute Band. Јас сум дел од тој проект. Да, јас сум дел од тој проект. Веќе се снимаат нови авторски песни и се надам дека во скоро време ќе имате прилика да го слушнете сето тоа. Ова е богами и ексклузива и богами нешто што навистина ќе ти помогне многу во твојата кариера. Да, искрено. И со луѓето со кои што работиш и нели она што дефинитивно го подготвуваат. Одличен тим имам позади себе, така да се Тоа надам не се дека ќе биде сомневаме. и одличен проект. Најголемите хитмейкери се тоа. Да. А може нешто да излезе ново за тебе конкретно од кога ќе заврши се муабети за тоа? Да ти направат некој... Секако, за сега се работи на тој проект. Да, јасно. Се надам дека понатаму ќе продолжат со мене да работат стикно само како пеач и за почеток да видиме како ќе биде сето тоа со тој проект, па за понатака за мене останува да видиме што ќе се случува. Добро. Александра? Александра, Имаше ли време да мислиш ти вака на мединиот или мединиот помина и после тоа си викаш сега можам да мислам? Па, искрено, за музиката цело време се размислува, дали си на меден месец инспирацијата е на сите страни, било каде и да си. Мислам дека последно кога бев тука, ја промовиравме или изборувавме за нашата песна, за дуетот со Тајзи. Имам веќе некои спремни проекти кои што планирам да ги објавам, меѓутоа многу често јас го чекам правото време. Понекогаш знае да не биде право време, тогаш кога ќе мислам дека ќе биде, ама ете така некако периодот имавме неколку ситуации кои што, да кажам, не соодветствуваа со тоа да се објавува нова музика. Во секој случај имам и интересни колаборации следни. Еве, последниве неколку денови бев на едно патување во Милано, кај што ја започнавме колаборацијата со една глобална компанија која што има представништво и во нашата земја и таму ќе следуваат некои интересни музички проекти, така што едва чекам и летова и таму негде на јасен да имам нова музика и да видам какви ќе бидат импресивите. Да. Нешто да смеам, ова можеш да го заврши, за следете ме за повеќе. Така е. Нормално, во дигитално време со социјални мрежи. Кажи ми само албум на тоа целиме така или на песна по песна? До кај си со тоа? Да, вториот албум се спрема и дефинитивно сакам да биде една целина, меѓутоа нема да се објави втор албум со нови песни, но секоја песна ќе се објавува постепено како сингл, да. Да, па потоа ќе се оди на варијанта албум, така? Да, веројатно така ќе биде. Добро. И ги испрашавме, добро. Да, ајде сега други да колку прашања. време има да вметнеме некој од оние други на наши прашања. Ајде. Чека ова прво, дали сте јадрали? Она кажа нели искуство на Малдиви со пливање со ајкули, со рижи и така. Со овие на вести. Да, дали сте од цело Малдиви тебе веспите, овие на веспи? Гледаш како знам да изгледа. Да, можеш да ги замислиш курзо, овие на Веспа вртат крукчиња, а овие запишуваат кој број беше 4, 5, 8. Ја овој го избрам. Зацвишлани? Добро. Значи, дали сте јаделе некогаш нешто што не сте знаеле што е или еве, ајде нешто не секојдневно да издвоиме, зашто, например, сите ние би се зачудиле можеби. Па јас сум човек искрено што сака се да проба, така да... Би пробал така и да не Што знаеш. чудно си пробал до сега?
Па чудно, Од ова што не го јадеме секојдневно. Па не е Од типот чудно. на мачки, зми, Не, чудно, увошваби, еве, скакоци. познавам многу пријатели, така и колеги, што примерно не обожаваат морска храна. Јас Јас сум една од тие. Не обожаваш? Не обожавам. Да, јас сум човек што Ти што јадеш на Малдиви? јадам морска храна, така да, ето, тоа можам да го извеам. На ова ще беше. Тоа е една од работите, инаку да, би сакал да пробам и да не знам што ќе го пробам, чисто ме интересира, бидејќи сум по јадењето премногу, така да. Добра. Значи Јас немаш сум проблем ти се. љубовитна да пробам дефинитивно, ама еве баш во Милано, значи кај што бевме поканати на една вечера, пробав нешто што не знам стварно што беше, не прочитав што беше у менито. Изгледаше како маслинка, ама значи имаше толку чуден вкус. И не знам дали беше нешто морско, немаше вкус на морско, мислам дека не беше морско. Не знам, еве ако некој од екипава знае што беше, нека ми пише да знам, тоа беше нешто најчудно што сум го пробала во живот. Убаво барам или нешто не. блюнтавање? А на Нешто Малдиви така блюнтава. нешто проба тоа специфично нивно или адаптирана беше храна, стандард во хотеливе за... Скоро секој ден, да. Имавме шведска маса и пробувавме најразлични вкусови. Мене искрено ми се допаѓаше нивната храна. Имаше моменти кога, ете да кажем, можда зачините превладуваа премногу и беа поразлични од нашата кујна, меѓутоа генерално ми се допаѓаше храната. Убаво ми беше. Супер. Најсмешно искуство на јавен настап. На Шалтер 3. Обратете се. Ајде, што се смеете двајцата? Не знам, јас може ова го имам кажано, ама мислам дека го немам кажано Ајде, кај вас. кажи. Пеев на Нова година во Крушево, на Добро. плоштад. Имаше многу снег, многу беше ладно. И како што бев на бина, бинава беше 2 метра сигурно, мислам висока. Дали падна? Кажи падна. Не паднав, туку го сакајќи да го дадам микрофонот на публиката да запее со мене, го пушти вака. И беше жичен микрофон и само што го фатев ми се излизга од раце и падна во снегот вака. Ама види, па доброто е што бил жичен, а по кабел го влече и се враќа назад. кабелот? Па го дава на публиката во вистинска смисла. И само го враќам микрофонот назад. Работеш Тест ли? 1, 2, работи техника слободна сум. Имавме ние таква ситуација, нашиот не работи, па останавме на еден. Некој од гостите случајно му Јас сум имала падна. среќа. Да. Мита? Па не знам, ја исто можам да изгубам баш тај период, зимно време, обично знае да ни се случи нешто такво, затоа што покрај тоа што пеам и свирам синтесајзер, свирам повеќе инструменти. Истата таа случка требаше да излезам на сцена со моите инструменти, имаше скали. Добро. И буквално Со сите инструменти? скали со инструменти, да се испрчив само надолу и морав потоа се качам прво без инструментите, па да ми помогне некој позади, така да. Па им текне да... Да им текне да му помогне, да ми Вака помогне се некој. направи како се качи. Па мораше така за да се извадам некако. Да, тоа се секојдневни ситуации, така да кој не паднал нема настапи. Нормално. Па мислам реално да збориме. На секакви... Знаеш така, во Рил би било добро ја да си изгубам. Зашто? За гледаност бе, но... А да паднеш во несвес? Да, Ју Боже. Не, божимскиот фотилјава. Да, Добро ме ката. ајде. Не, уште поинтересно да ти падне нешто. Не, Тоа би било, например, нели, погледано. да. По-реалистично. Имаш нешто? Имам, да, секогаш. Ајде. Добро. Што сте направиле лудо и несекојдневно? Во живот. Најлудо, најлудо. Стварно не можам да се сетам, јас не сум многу полудоститен, вака не изгледам на некој. Не? Па добро, ајде. Риживе ќе ги издвоиме, тоа е лудо. Да, па... Си пливала да. со, нели, За опасни некој риби. лудо, Да. Но да не си направила нешто друго, така, адреналистично. Ролер Леле, костери. како мала бев многу палава. Како мала, буквално, значи, не знам како сум го правила тоа, но ловев жаби. Жаби ловев? Вау. Да. Ловев жаби, да. И? И ги Дури и јадеш? со голи раце. И ги пуштав. Боже. Тоа као предизвик Нормално. сега вие. Не, Ама добро, па тие не се отровни? Ако добра, ама жаба е жаба. Жаба е Да жаба. не мислеше принц. Го бараше принцот. Не знам што... Ти Не принцот, знам. не. Ти не си принцот. Драго ми е што порасна. Па не знам, луди, не заборав, но ете, морам да извојам една случка со мојата сестра.
што ми се случи, тоа ќе го памтам мислам доживотно и од една страна ми е жал што се случи сето тоа, но од друга страна ми е премногу смешно и ете тоа ми е нешто што се сеќам сега. Градевме куќа како деца и тоа беше она беше таа што ги држи фактички дрвцата за да можам јас да ги заколам дрвцата да ги ковам. Да, ама јас уште ги ковам со железо. Железо го кучашева дебело и толку големо, супер почнавме да работиме, се додека сестра ми го гледаше дрвцето вака и мораше да се доближи се поблиску и вака. И толку блиско застана до дрвцето што ја морав овдека да ја мавнам, бидејќи не може да го мавнам дрвцето, морав неа тука да ја мавнам на страна. Не, не свестив, туку тоа мислеше дека нема ништо, се до момент кога осети дека нешто и тече овде. И јас се не свестив. Тоа од моментите што од гледката. Не она што тече, туку јас. Дома да не знаат колку да трча. Леле, мори мајко. Дечки, дали штидите? Да. На периоди. На периоди? Да, јас сум човек што не сум сега премногу во тоа клуче, но знам да заштедам. Добро. Кој период си? Не сум баш во тој нешто. Сакам да мислам дека штедам, ама се нешто ми излегува некоја царина, некоја доплата. Леле. У минус. У минус излегувам, да. Сега многу повеќе. Сега имаш, ако имаш некој економист Сега не по можам дома, толку многу да заштедам, сакам, ама... Ама добро, сега сте ви тазе у брак, па сега за домот да. се средува, па ете еден месец, па малку да се прошата, да се онадиш, што не е така лошо. Така. Така ли? Не знам како е кај мите, меѓутоа кај нас најмногу се троши пари на храна. Па не е ништо поразлично и кај на така, да. Тоа е во последно, таму одат најмногу пари. Храна, така. Кој пазарува, обајцата, како? Па повеќе јас. Повеќе ти? Повеќе јас. А да смените да видите ово. Ке нема ништо дома, ке нема ништо. Ама Може ќе тој заштедите. поштедлив, па да, штедиме, не јадеме ништо. Не знам, може треба да пробам. Мите, кој купува јадење кај вас? Па и двајцата. И двајцата? Искрено и двајцата, да. Обично некогаш знаеме да излеземе ако треба нешто да се купи, да реновираме нешто за дома, ако треба да купиме нешто тоа што сме замислиле, ќе купиме нешто скроз противно што е ете така джиджи-миджи на некој начин да кажем и тоа на тоа највеќе се троши. Другото што мора да се купи, нема да се купи. Така да. Ова ми се свиѓа, да, и ова ми се свиѓа. За мене немој да си излегал на шопинг. Тоа не е Список е веројатно. решението. Список, Ма драги и колешки. по список. Список и само по список. Не, Се по нема список. шанси, нема шанси. Јас со список џаба. Да не притреба нешто, Да, да немој не така. притреба. Е, од тоа да не притреба ги трошите парите. Така е, така. Добро. Да. Сакав уште нешто. Ајде. Дали сте се расправале на јавно место и нека биде последно, зашто треба и да пееме и да играме друга игра. Ајде. Јас да. Колку сте кавгаджи? Не сум се расправала, меѓутоа ми дојде преку глава на еден од настапите, кај што имаше многу некултурни луѓе кои што постојано се качуваа на бина и буквално значи ми попречуваа да можам да се движам слободно. И еднаш, два пати, три пати си кажав доста е, мора ова да го кажам на микрофон, значи што ја тргаше кажа? ми се од бина, сакам да застанам и да пеам и почитувајте го мојот простор. Леле. И така сите малце се здрвија, Вика ама... тоа лоша бе. Ама добив и аплаузи. Ма добро, навистина ако е претирано, сега Да, нели да, се да, има да. до Па, граници. знае да Ај, се случи, веројатно да. бев во некој PMS, така што... Да. Ке ти просто. Знае да се случи на настапите, навистина. Премногу пати се трудиме да го игнорираме сето тоа, но има моменти кај што и на нас некако не ни ни е даја. денот. Не ни е Да, денот, да. да, на некој Особено- начин е. Нели, кога се под дејство на алкохол, мислам не се ни сами криви луѓето, едноставно. Да. Што прават. Така. А мите ти, некоја ситуација ти во принцип вака ми делуваш како мирен човек. Па и Така тешко да, може некој така да сум и те во секојдневниот извади. живот и на настапите на некој начин како што кажав. Се трудам да го игнорирам сето тоа, не ми А се не случило само до настапите, сега. вака секојдневно да речеме маркет, секој има сообраќај, Во сообраќај мислам дека Во најмногу. сообраќај. Јас мислам пред неколку дена излегов буквално со автобус и сватив дека тоа е најубавото нешто на светот. Бидејќи со кола сум секој ден нервозен, буквално навистина има лоши Јас и во возачи автобус и сум нервозна. не, во автобус ми е одлично. Ау, Да, знам и на да си автобус е поспијам, лудило. така Ова да. пензионерки си маскара нова. Не сакам.
Не. А што причи? Добро, ништо. зависи, ако има гужва, да. Ништо, знае само се не можам случи да некоја сватам дека во нервоза. 21 век можно е некој цел разговор да го на 50 уклучени, ти да треба да слушаш, го И направи не, ова. многу гласно. Многу ме нервира. На вистина. Се обидувам, нели? Не слушам, ама вибрира тоа, се слуша. Па некој од тамо, ја да седна, леле. Таман оваа престанала, друга почнала. Тамо, леле. Дека, ќе почнеш да му апетиш за автобус, мене, знаеш на што ми текна? На што ти текна? Те знам од нега, чекај. Ти во банка да не работеш? Тоа баш. Ама не беше у автобус, пред автобус. А, пред, добро, да, нешто со Две автобуска. господи вика, те знам од негде во банка. Сте имале некој такво препознавање? И да не знаат од каде или ве знаат од Те каде? За мене ми се има Од кај те знаме, тоа секогаш е оно Кај те прашање, знам. од кај те знам. Мене ми се има случајно, мислам и ден денес знае да ми се случи, бидејќи исто така на Пинковите звезди се направуваше и мојот братуче Трајче и зна да ни измешат. Обично те памтам од некаде, те знам Трајче. И на почеток кога бев не, јас сум Мите, Трајче помал, тој беше во Пинковите звездички, ево поголемите. И сега кога да ги ме кажат Трајче, секам, да, Трајче. Веќе добро така. Во малце по различна верзија ми се има случајно. Онака на листа ми читаат Александра Енева. Александра Енева пеачката, ама вие не сте пеачката, така не, јас сум пеачката. Како па ти, па многу мала си, вика ти, на камера изгледаш многу поголема. Па тоа е мухта на камерата, кажи. Тоа е тоа. Речи, дотава телевизија, има висина и во ширина. Играме кој сум јас почела Ќе реклами, играме... а сега да пееме. Може така? Не, вака ќе направиме Ајде, сега. како? Ќе пееме, па играме, па ќе пееме, па реклами. Две песники им даеме на гледачите. Ајде, може. Кој ќе така, се пее прв? договоривме. Кој сакаш? Ајде јас. Ајде. Јанева, како беше другото? Ангелова. Ангелова, Јанева Ангелова, Запомнете подиумот го е тоа. ваш. Да, ќе пееме. Ајде. Учам од најдобриот. Пуштајте режија. Ајде, може. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, сега преку ног, имам срце студено. Учам од тебе, знам дека не ти кажав се, чекам сам да дознаеш, тивко плаче во себе, но ни ти не ми кажа се, во себе многу чуваше, затоа ќе се каем бе. Кога знам дека не ти требам, знам дека не ти требам, тоа не ми дава мир, тоа не ми дава мир. Таков мене не ми треба, мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, сега преку ног, имам срце студено. Учам од тебе, немаме два-три животи. Дели толку рековме? Строфа рефрен. Немаме време за Викам да не те прекинувам, ти продолжи, ја нешто аплауз, добро, окей. Одиме сега со нашата игра Погоди кој сум. Ајде, чека само да Да. не видат. Што ау? Ајде. Ајде. Интересно е, ќе видиш. Ставимо на Мите. Само те молам, Ке гасам, исклучи да, прво, да, за да да. можеме да покажеме прво гледачите. сега, Јас да мога да ги извадам на очарите. Ако нема ништо нема да проблем. гледам. Нема проблем. Ама крие нема. Само ова е доволно за да добро. овакво. Другари, може така. овде, на двојче? Испрексирано ова, Александра, да. Ако не разбирате, ќе ви преведеме. Пошто Нина јас сум Елеваки, мојот тоа е ракопис, тоа. така е. Така е. Добро, Ајде, најде. повели ми те. За секунда Значи, некој друг. накуса само да објаснам кој сум јас, а оној кој што ви го пишува на... Стај слободно врз очилата. Врз очилата, Немаш така, проблем, да, па да, не може. си прв. Не си прв, можеш да ставаш. Треба да го погодиш ликот што ти го пишува горе. Да.
Значи твојот лик, не Го на разбирате Александра. ракописот? Да. Прашањата треба да бидат насочени кон другиот, а тој да ти одговара само со Со да и со не. не. Разбираш, на пример, пејачка, пејач, машко, женско, Добро. не знам, Македонија, еве, Да. асоцирам сам. Александра, почни ти. Верувам Јасно дека ти ти е ја? појасно. Да. Ајде, прашувај го Мита. Дали сум пејачка? Да. Дали имам над 30 години? Да. Да. Еве ние ќе помагаме. Тамара Тодовска? Не. Елена Ристевска? Не. Каролина Гочева? Не. Калиопи? Не. А како ги иде така? Андријана Јаневска? Оди, уште. Добро. Дали сум родена во Скопје? Мислам дека да. 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 Дали имам пеено на Макфест? Да. 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 Маја Таа Оџаклиевска? информација не ја знам. Не. Може да и помогнем или не? Мислам, Почекај уште малце, Окей. ако Ако залута. згустиме, Окей. ќе помагаме сите. Леле, дајте бе некој хинт. А како улета? Кажи уште некоја, ајде. добро пејачка има песни во Србија. Аха. Ајде, тоа ти е супер Над 30 години. Да. Што ти паѓа на памет? Тиена? Па нормално. Ајде Ај, сега, сега. Мита, јасно ти е така? Што Јасно треба да ми е, прашуваш? да. Ајде, прашувај. Добро, дали сум јас особа? Некој Да. пејачка? Не, Не, Не. туку пејач. Пејач? пејач. Да. Ето така. Добро, македонски артист? Да. Лозано? Не. Александар Трабунов? може? Не. Тоше? Не. Владо Јаневски? Не. Прашај, Над прашај. 30 Прашај добро, малку над за ти 30 одговор. На години? 30, на 30. Над 30. Да. Како ги Ама делам како го декади, кажувате бе? вие над и под 30, над 30, 80% е страна. Чекај. Ти текне. Што ви те прашал, не знам. Носи наочари? Не. Не знам, Ѓоко Таневски? Не. Дали е поп артист? Да. Ама спушти се малце со годините. Ти кај оти дека Ѓоко Таневски? Над 30, ама и Над под 30, добро. и под Ѓоко Таневски. Да. Колку има Ѓоко? Па не знам, ама прилика. А има 50 Ѓоко. Да, ама Поп артист, овој нека не е носи. толку. Како? Прашај, без прашање нема шанси да го Можам да се победиш. сетам се, никој. Дали е Мартин Вучич, може? Не. Еј, кај ти текна на Мартин? Тоа е период? Мартин кога се појави? Тоа е периодот на појавување? Па тука негде, да. Тука е никаде. Еве да те... Ама нема врска со Мартин, сега Нема само на врска, подсети само на периодот. периодот на појавување никаде. Дали не М2? Да. Ајде, добар си. Чекај. Ајде. Ајде, добар си. Добро, близко сум, само малку. Елвир? Не. Не? М2. А, у М2, чекај, добро. Ајде. Па тие се. Победи на М2. Леле, не можам да се сетам, знам Втората на кој. година. Знам, ама не можам да се Првата Елена сетам. Ристевска. Запи Втората кој песна победи? некоја да ни да Кој победи припати. пејач? Не можам да се сетам. Тонаво. Море од солзи со... Да, ма не можам да се сетам, готово. Ламбе, леле. Гаси, бре, ламбе, како али гаси. Шанси Ламбе, да наш почав. Знам кој е пејача, знам Да, која да, песна да, се, јасно ми ама беше немаше се. шанси да се сетам одма. Сега кажи како одлучи ќе пееш? Од тука или со Па стоење? може тука видите Ајде, така пошто ти е Ајде. спора, ајде, Ајде. може ќе дозволиме Ајде, и од ќе ми место. Thank you. Како ти е подобро и како ти е полагодно. Ајде. Чија си од Чија Слави си не Димитров? сме ја слушнали удамна? Може. Може. Ајде. Да уживаме во овој во Фебер. Има еден дом сред
жолто лисие, стане тој во сите мисли, покрив тоа е твој и кошмар тоа е мој, предок ми пред куќен прак, скриен поглед толку драг, ко бој. Секој ден си ти под иста стена, голабец голед во воздух смеа, и лана како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас, ко нем чија си, на кого радости му носиш, звезда си, во некој облак како план, чија си, и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Одлично, благодариме, благодариме. Да. Уште, што да? Ма, супер. Ма, одлично. Ма, прекрасно. А како ли ќе биде? Следува и предизвикот на самиот крај, но после што? Реклами. Почитуване публико, време е. Почитуване публико. Ами господа, време е за нашиот предизвика. Игра последна се разбира со кошот на глава. Така е. Каде што имате по 5 топчиња секој од вас, да видиме кој ќе успее да погоди. подобар. И да помогне. Ајде да пробам. Ајде. Ова се моите 5 Победете. минути да бидам висока. Ја ќе затворам очи. Слободно можеш да кажеш подоле, Кажи му погоре, по- полево, подесно. помести се да, нешто. А, ќе Кажи. мораш малце да Мачи помале, клекнеш. мачи. Клекни право. Вака. Право. Толку можеш. Како бре толку? Укочен нешто денес, Ајде, вака. вчера кремал. Добар си. Добро Стој. е. Мирно. Ајде, стојам. Мирно. За малку Добра. па ќе погодеше. Не, жолто земи А, ти. окей. Да може да ги Нешто разликуваме. мораш малце се наведнеш. Добре, Ајде. супер. Одлично. Одлично. Браво. Ајде. Како Ај наведни си ти со твојата тактика и јас. Ајде. Ај, знам, ти малко. можеш да му кажеш, ај сега дојди си наваму. Дојди до мене скроз. Леле, колку сум ужасна. Не, супер си вака. Не, одлично си. Какви има? Па, браво. Не гледај, погоди. Уште да се наведнам, Ама кажи. џабе, што е да правиш? Ај се наваму дојди. За малце. Не знам што е толку тешко. Стој нема врска, добро е, одлично е вака. Не, ова ми се не Не е сакам да смешно. промажам, не Ова можам. не е Ова е смешно. трагично. Александра, сега ти помогнам. Шампионе, шампионе. Ајде, пак со... Ајде. Не претируј, промаши. Браво! Не претерам, не. Ајде, вака ќе се спуштам уште малце. Ајде. Чекај се, стој така. Ајде уште едно, ајде уште едно. Ајде, уште една, ајде. Жолто, може, среќа ти Дојди е понамака жолто. ми та. Ајде, може и вака. Е, Може и ајде. Але, але. Еј, стварно. Ако го сме кај Леа, има и денеска еден интересен надпревар. Да. Имаше црвена линија, па сега, кој си купил карта, Ке гледа во живо. ќе гледа во живо, кој не ќе дозна резултат. Вардар Така, Црвена звезда, така. за колку ќе навиваш нено? Од дома? За звезда? Не одговорам на луди прашања. Маринка, за звезда? Мајсторче, за колку ќе навиваш? За Вардар, добро. Ма, осте, Александра? За Вардар. За Вардар? Вардар. За Вардар. Добро. Тама работа да кажеш за звезда. Маринка за звезда, шо ти е? Маринка, добро ше позади камера. Не, ја знам. Освен блиски, не?
Добро. Екипа, Фала ви многу. можете слободно да се опуштите, не треба више да се игра, Може завршуваме. да ги извадиме долу. Може, се може. Фала ви многу. Фала ви. Добро е. Значи, Фала ви на Александра, вас. се договоривме следно гледање, Следно гледање. нека биде блажено гледање. Така, па некако така да отработите, но умеѓу време, ако има и Пред се со нешто музика ново, да биде Да, блажено. смисла музичко, така е. ако има нешто ново, и тука сме, нели, како прати се. А, си сте смеа. Успеси за двајцата. Во сите оние проекти има за што да зборуваме и следниот период од она што го најавивте и навистина како успешни естрадни ликови од Македонија, веруваме дека имате уште што да презентирате. Така. Фала ви многу. Ние Се супер гледаме си поминавме. Одлично се поминавте, наистина беше преубаво. Супер, баш ни е драго, Фала се ви на вас. гледаме. Ако и вие си поминавте убаво, утре пак ќе си поминуваме убаво во 17:30. 30 и некоја. Така е, поново. Поново. Ајде, бај! Чао. Чао.